Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте петок на вечер. Требаше да имаме гости, но знаете какво? Времето е прилично непредвидливо, не за врнење или дожд или временски прогнози, туку времето е прилично непредвидливо. Како луѓето од сабајле до вечер се чувствуваат, здравствени тегоби, многумина од вас што прележавте корона, знаете што значи пост-корона период. Машала, кај било мрснето, чварки и пиво. Шуба. Драги мои, петок на вечер, може би подобро вака, па малку по-лефтерно имаме две договорени телефонски јавувања. Едното ќе биде во 20 часот и 45 минути, кога ќе го вклучиме Јанаки Митровски, адвокат и активист за легализација на марихуаната во Македонија, но и правен експерт со кого ќе поразговараме за правниот аспект во врска со прекршувањето на протоколот и дали воопшто имаше прекршување на протоколот во собранието, кога двајца пратеници влегоа во скафандри за исклучиво за гласање за партиски потреби. Па еве, за да немаме двоумење и да ние импровизираме со нашето полузнаење правно, Јанаки Митровски ќе ни помогне. А ако е добро расположени, ќе поразговараме и за некои други теми, како што е законот за канабис. Но нема да инсистираме, бидејќи законот за канабис, иако не сум конзумент, иако не ми треба, но ќе направам се што е можно за сите оние на кои им треба, и на кои имаа здравствени потреби и на кои ова им помага и им треба како лек. Што се однесува до првиот дел, не знам дали се сеќавате, кога имав емисијата 20 годишнина, воспоставивме контакт со првиот човек на првата моја емисија, кога прв пат ми се јави воопшто во мојата историја. Јас сум му благодарен што он воопшто и го памти тој миг. Он се јави на темата за крстот на Водно. Не знам дали за тоа зборел или не, ја ништо не се сеќавам, а тоа не постоја тие снимки, па да се потсетам. Како и да е, го вклучив во програма и тогаш, како еден пиетет, првиот гледач кој се вклучил во мојата емисија, поразговарал на 20 годишнината пред месец дена со Александар, овдека заедно го вклучивме и него, но му останав должен, бидејќи човекот си има собствена борба, си носи собствен крст и му ветив ке му дадам простор. Режијата го има неговиот телефон и јас очекувам секој момент да биде вклучен во програма. Дали се слушаме, Сашо? Да, ве слушам. Сашо Стојановски е на линија, можеш и на титул да го ставиш, ќе го отвориме и неговиот Facebook профил. Сашо, добро вечер. Како си? Добро вечер, фала за поканата во емисијата. Баш ми е драго. Па супер, еве. Карантински. Сашо, тогаш се договоривме, еве помина малку повеќе време, може би порано требаше, се извинувам. Сакаше некои работи да ги кажеш, имаш ти една своја борба. Те молам, сподели и со јавноста и кажи она што сакаше да биде споделено од тебе. Значи, вака, борбата е проблеми со мојот син во неговиот развој. Генерално е целата приказна и јас веќе направив еден проект кој што треба се реализира оваа година. Целта на проектот е промоција у суштина на првиот македонски тапан или бубњеви у ствари, нараска кажано. Значи, под инспирирани уствари од целата приказна со мојот син. Практично тој боледува од ретко заболување, се вика X фрагиле хромозом, значи проблема со X хромозомот. Тоа настана уште во создавањето на плодот и така, до некаде е наследно, 50% например, другите деца да го наследат или натака семејното степо. Инспирирано од таа борба, уствари, животно, он веќе има 13 годинава ќе наполни. Сашо, извини што те прекинувам. Дали смеам да илустрирам слики од твојот Facebook профили?
Не знам дали се секој прецизни, не ти ги знам, па само рандом ќе кликам како ќе надоаѓаат во ред. Па, ајде, може таму. Добро, нема вeze. Слободно, нема гај. Добро, ти благодарам. Предпоставам ова е твојата фамилија. Па, да. Добро? Прекрасни сте. Па, фала ви. Проектот, уствари, го нареков проект, бидејќи имам повише поводи од инспирирани од мојот син. Значи, тоа е првенствено промоција на првиот македонски бубен, како што реков. Значи, инспириран од него, бидејќи ми требаше во животот нешто, некоја секундарна занимација со која што малце ќе одбегнам од реалноста, нели, бидејќи деца со посебни потреби и блиску таков тип како мојот дете. Значи, тука спаѓаат аутистични деца, деца со Даунов синдром, ментална ретардација, со деформитети, да не ги набројам сите попречености нели што децата може да ги има. Значи ми беше потребно нешто, некој бегство од реалноста, да во суштина малку се занимавам со некоја несвојствена работа која што ми е нели животна обсесија. Јас сум професионален музичар, дипломиран джез тапанар. Меѓутоа, ова некако ми овозможи за да се насочам кон една друга професија која што суштина испадна дека ми лежело, така да кажам. Направив еден бубањ кој што индиректно уствари беше вклучен и мојот син, кој што така со некои помали наредби рецимо околу тоа, беше цело време околу мене каде што успеав да го создадам нели тој инструмент и ми беа потребни па да кажам едно повеќе години, бидејќи имав многу неуспешни обиди, па доста читав по интернет, совети со луѓе кои се занимаваат со таа проблематика и успеа да создадам некој систем од бубањ кој што во суштина ми е потребен првенствено на мене и функционира. Тоа едната работа успеа во тоа. Планот беше да го испромовирам бубањот, да поканам 7-8 скопски бубњари, со кои што ќе се свири мојот бубањ и секој бубњар ќе се свири нели со својот бенд и како целовечерен концерт, во суштина да се деси промоцијата нели на овој бубањ, така да се резумира. Меѓутоа, ради ковид пандемијава, тоа бев многу ограничен и така да тоа се прекина. Меѓутоа не застанав тука, така да целата приказна ја склопив во еден проект каде што го понесов во Министерство за култура и пале многу што ме го одобри и ме помогна уствари за реализацијата уствари на целиот проект. Значи проектот се состои од мои авторски композиции, значи снимање на албум со 7 композиции, работилница и концерт како завршница на ова. Тоа би се случило некаде септември или август-септември тука тој период. Доколку дозволуваат протоколиве нели да се деси на затворено, доколку не би се десило на отворено, уште поубаво. Бидејќи работилницата од големо значење за мене, затоа што во самата работилница ќе бидат вклучени дечиња со посебни потреби, значи ќе има здруженија за лица со посебни потреби, невладини организација, стручни лица и дневни центри од целата држава, каде што ќе се говори на повеќе теми. Првенствено ќе бидат децата опфатени, каде што имам одредено познавање уствари околу самиот инструмент или промоција и тематски уствари ќе продолжам на таа тема под некаков си тип на арт терапија или музикотерапија, да кажем. Или во основи за познавање конкретно на овој инструмент, нели нормално сведен за деца со атипичен развој. Значи тоа е вклучувајќи историски развој, како е настанат инструмент, бидејќи се смета дека еден од првите инструменти, вклучувајќи нели од праисторијата, каде што во суштина удирајќи праисториските луѓе со дрва, со камења се данеле од разни зверки, напаѓачи, племиња, така да од таму и настанал овој инструмент, нели? И се тоа ќе биде сведено така тивко, бидејќи скоро сите деца со посебни потреби се уствари се сензитивни на звук. Така да тоа би требало да биде многу тивко и една голема одговорност за мене, каде што ќе пробам и тоа интерактивно уствари да ги заинтригирам децата
да пробат и они да удрат на некој инструмент, бидејќи бината ќе биде преполна со удирачки инструменти, од дарења, секаков тип на удирачки инструменти, знаеш, па кој дете каде се пронајде таму да знаеш, колку толку. Значи некое општо предавање колку они би можеле да сватат. Тоа е првиот дел од работилницата. Вториот дел од работилницата ќе бидат вклучени стручни лица како дефектолог, логопед, психолог и се разбира родителите на деца со атипичен развој, кои што ќе можат по моментот тогаш да дојдат. Вториот дел од работилницата ќе биде посветен токму на родителите, затоа што у целава приказна родителите се маргинализирани у целава ситуација. Знаеш, све некако работава околу децава, меѓутоа родителите се изостануваат. Тоа се едни огромни борци, затоа што нормалниот човек со типични деца кои во семејството не може да ни секунда да го долови, знаеш, моментот на дете со посебни потреби во дома. Значи тоа си има, ако дете со типичен развој има 10 потреби, дете со атипичен развој има 100 потреби у секунда. Тренувајќи од тука, самите родители се сретнуваат со момент на секојдневни психози од типот на од само излагање од домот со детето. Значи прифаќање на средињата околу нив, другаршиња, школство. Веќе повозрасни луѓе ќе ги наречам, да кажеме, деца, за нивно вработување, дружење со околината, прифаќањето околу на лицата со посебни потреби во социјалните средини. Тука е тој проблематичен момент кај нас, што сме многу далеку од сите светски достигнувања во светов, до каде е стигнато тоа, на какво ниво е. Кај нас е се уште на некое завидно ниво, онака би рекол. Многу е тешко. Значи, поготово за лица со дефектни и со колични прекои рампи, прилази до згради, до паркинзи, до непочитување на паркинзи на пред маркети и така натака и така натака. Тоа е главно работилницата. Значи највеќе ќе се обрне внимание за подигање на свеста. Значи тоа ми е целта уствари на работилницата, нели? Колку за родителите, толку и за децата, нели? Пошто сепак се едно семејство, нели, тоа е обострано, нели, и така. Инклузија е образование за учениците со посебни образовни потреби, а тоа се деца со пречки во развој. Значи, нивна инклузија, значи тоа ќе биде дел од работилницата. Вечерта ќе биде, би се десило дента од 12 сат, значи, додека концертот би бил вечерта после 8-9 сат, нели, и ќе има промоција на Сашо, се извинувам. На албумот. Неколку технички прашања, кратко и јасно одговорими за да продолжиме. Кога ќе се случи овој настан? Овој настан, значи, би требало да сме живи и здрави, ако е се окей, значи би требало да се случи август-септември. Добро. На кое место се планира да биде ова? Во Младински културен центар ќе биде. Повтори, Маце, не знам никако на момент се губиш ако збориш на мобилниот, гледај да не ти мрда од устата подалеку. Повтори ми местото кое? Младински културен центар. Младински културен центар. Да. Океј, Сашо, уште неколку прашања морам како интервју. Кажи ми, од колку делови е твојот сет на удирачки инструменти на бубњеви, тапани направен? Па ова е, како да кажам, ова е 4, 5? Колку ти? 6 дена, 6. да кажеме. Тоа се, да речеме, бас бубањ, тимпано, 2 индијанки, добош, така? Значи, бас бубањ, 2 тома, флотом, добош и мини октобан имам. Добро. Ствари имам уште еден добош.
тој джангл добош. Океј. Значи Кажи практично ми, 7 елементи. добошот ти го правеше? Целиот бубањ јас го направив. Така, од какво дрво го правеше? Овој хибриден сет ја го нареков, така и се вика SS хибрид walnut. Сетот како се вика? Нагласи убаво да те чуеме сите. SS American Hybrid Walnut. Значи SS, ова е амерички орев. SS американски. American Hybrid Walnut. Да. Добро, Да. повели? Освен, значи, базбување, томовите се направени од дрво, додека едниот добош е направен од алуминиум, ама Така. обложен со истиот финиш, и октобанот е направен од алуминиум, кој исто обложен со истиот финиш од тоа. Иначе се хибридни затоа што измешани се повеќе типови на материјали, значи метал, дрво, пластика, така да маси. Што користиш како кожи, како мембрани, рема? Да ти кажам, во последниве 10 па и повеќе 15 години користам само строго еван, затоа што ми се некако така присадни. Океј, фала ти за ова техничкиве податоци, и јас сум малку писмен околу бубњевите. Па ме интересираше мене лично. Предпоставам дека од чинели фус користиш, па исте зилџан, нешто така комбинација. Па претежно зилџан, Така. али има супер фирми кои што. Океј. И сега една интересна работа би те прашал, нели те инспирираше, ако, нели, ја ти ја разбрав приказната како родител кој носи тежок крст и кој ја не можам, не знам како, не можам дури ни потта од чело да ти ја избришам, до толку сум нити достоен, нити способен да ти ја знам твојата борба. Од друга страна ти ја разбирам борбата да се фокусираш нешто, да направиш нешто што го разбираш и го сакаш, а тоа да биде и здраво и право, нешто убаво, и да ги вклучиш овие деца во тоа. Но, знаеш како, бидејќи сум бубњар, знам дека е просто неудоливо да удриш со тоа и тоа која ќе прасне, особено ако е добошо супер сензитив, тој може да уплаши пола мало. И сега претпоставам дека ќе ставиш дампери, но знаеш ли што ми падна на памет? Зошто не пробаш, например, со Артист или некоја друга компанија која продава инструменти кај нас, па има електрични бубњеви, па на тие деца да им ставиш слушалки, да им даеш палици и на електрични бубњеви, многу тивко, сам да си почувствува каков звук некој, па и некој шарен, некој весел да направи и така натаму. Ова е чисто мој предлог, размисли го, има време. Супер ти е. Што прашање сакам да ти одговорам. Супер ти е предлогот, размислував за тоа, меѓутоа поголем проблем е на дете со атипичен развој да му стави слушалки нешто околу глава, отколку нешто да е малце погласно. Знаеш. Меѓутоа ќе има како и да е електрични тапани, мислам секако тип на удиралки, сепак работилницата кога ќе се однесе во делот за децата, значи ќе биде тоа сето така многу тивко. Практично поише ќе биде театар, значи да им го доближиш инструментот у суштина, како функционира, не да се производи гласно, да биде тоа многу гласно, тоа сепак ќе биде многу тивко, него битно е... А како ќе ја постигнеш тивката? Ќе ги покриеш кожите? Дампери ќе им ставаш оние пластични? Може и така, и може и со дампери да се, ама сепак јас ако удирам по тоа би било многу тивко, значи меѓутоа кога децава би удирале, они можат и да се исплашат, така да превентивно ќе се покријат, значи ќе се изденфуваат, значи тоа сепак ќе биде тивко. Ќе најдем решение за тоа. Мене ми идејата да биде повише театар, Сашо, моето искуство говори, Брајан Ино е еден од врвните музиколози и теоретичари на музика и музичари во светот, кога ја направи Discret Music, првата работа како реакција што ја добил, тогаш Англија и денеска, нели, Западот е многу, имало центри за аутистични деца, каде што му јавиле дека кога ја пуштале таа негова мирна музика, децата се приближувале до звучникот и ги привлекувало. Ја, сепак, не знам, имаш ли некој поширок кадар, режија? Најширок кој ти е? Добро, немаме. Ја овде имам пијано. Ке ти го дадам на користење пијаното за тој настан, за тој ден.
ако ти треба, дојди, повели, земи го, затоа што мислам дека не само удирачки инструменти треба да вклучиш по мене мултиинструменти, пуштење музика, па еве и на пијано некој, ако сака да засвири, тука има добра контрола, така да нека биде не само удирачки инструменти, нека биде воопшто музика, бидејќи кај децата со специјални потреби, самата музика која е во суштина многу апстрактна, многу позитивно делува ако им ја спакуваме како што треба. Значи, само ти предложувам, не сме правиле муабет во живо, ако има потреба, моето пијано Yamaha е тука, тоа е со звучници, перфектно, така да слободно размисли, а ако ти дојде, можеш да ми се обратиш за ова. Фала ти многу. Поседувам, значи, пијана кој што ќе го искористиме е во план. Сакав да се осврам на темата. Значи, во светот има музикотерапија или како што спомнав, арт-терапија. Значи, арт-терапија подразбира терапија на деца со попречено, значи од секаков тип на уметност. Значи, има сликарство, има глума, музика, значи секоја врста на уметност е вклучена под арт-терапија. Не за атипични и за типични деца. Значи, атипични деца има од типичните деца, да ги кажам, имаме и атипични деца од нив, затоа што, например, имаат проблеми со однесувањето. Да кажеме. Сега не се со пречки во развојот, меѓутоа имаат атипично однесување. И кон овие, кон сите деца во суштина, во светот се користи музикотерапија или арт-терапија, која што кај нас бев во консултација со господјата Весна од Отворете ги прозорците, значи каде што се консултираше баш со мене околу музикотерапијата и во поглед на инструменти, да набават и да остручат лица кои што во суштина ќе имаме и кај нас. Тоа што ми спомна за слушајќи музика или пијано, каде што децата со попреченост уствари ги смирувало. Уствари тоа е игра на фреквенции, каде што баш музикотерапија во светот има и игра уствари децата со слушалеци, каде што во суштина слушаат пијано или звуци или фреквенции кои што во суштина делуваат на нивното мозоче и ги смируваат. Тоа ние сме многу далеко од тој пристап. Има луѓе кои што се обиделе тука кај нас. Би го спомнал Валентино Скендеревски, кој веќе проба и навлезе до некаде во овие води со музикотерапија и со игра на фреквенции. Така да се надевам дека набрзо и кај нас нешто ќе биде такво прогресивно и ќе биде достапно за сите. Сашо, ја ти благодарам. Ти ставам на располагање студиово и мојава емисија, ако сакаш да дојдеш со твојот сет од бубњеви, да направиш еден сешен, да го повториме ова за некој месец како предпромоција и најава за тој настан. Во секое време ти стојам на располагање. Ако сакаш дојди и со колега кој би те следал на пијано, имам пијано. 2 микрофона ќе ставиме како сешен, ако ти одговара, еве, во секој случај, или ако имаш некоја друга идеја како би можел да ти помогнем, ти стојам на располагање. Фала ти многу, да сме живи и здрави. Јас сепак би почекал да се деси промоција, да излезе албумов, да се деси работилница, па после со видеозаписи каде што може да коментираме како се то прошло, така да фала ти на соработка, на одвоено време и тоа, да сме живи и здрави, па. Видиш, космичките поврзувања или Господ како што делува на мистериозни начини и чудни се неговите патишта, ете, 20 години потоа повторно се наоѓаме јас и ти, мене тоа ми значи и се надевам дека ете нешто добро конечно и јас да направам некому нешто во животот. Ти благодарам, Сашо, што ми даваш таква прилика. Фала ти многу, зарно да се гледаме и среќни великденски празници. Се најубаво. Почитувани гледачи, не би илустрирал нешто повеќе од ова, туку би идел со еден блок реклами сега, а потоа кога ќе се вратиме, ќе го вклучиме следниот гостин, телефонско јавување ќе биде, тоа ќе биде со господинот Јанаки Митровски, за некои си 15-20 минути ќе го направиме тоа. Режија, може да одиме со